Последниот статус, кој што го нарекуваме од пред 3-4 години во Франција на само предприемач, каде што има пониски давачки, проблемот во овој случај е тоа што помеѓу листата на занаети кои што се наведени во овој статус, не фигурира новинарот, ниту пак социјалното осигурување не е изречно наведено. Наспроти статусот на новинарите кои што работат во весник како вработени. Значи, овде повторно станува збор за тие хонорарци. И исто така има еден стар статус кој што е локален кореспондент за печатот, значи станува збор за статус кој што ги засега информаторите, односно луѓе кои што работат на терен, кои што може да им се јави им се јави по телефон на новинарите да им пренесе некоја информација и така натаму, но кои што не се директно починети во редакцијата и кои што имаат ограничени права. Значи ова не е конкретно, буквално работата на новинарот. Значи направив една табела, компаративна табела за различните видови на статуси кои што постојат и многу брзо ќе сватите зошто новинарите предпочитаат да работат со статус како вработен, бидејќи кога имаме приход од 1000 евра, односно кога ќе ги споредиме цените кои што ги добиваат различните новинари со различен статус, ќе видите дека најскапо чини новинарот да работи директно за весникот, а сите други видови на статус кои чинат весникот многу помалку, освен оние кои што работат со авторски права и токму затоа работодавачите се обидуваат да ги натераат хонораците да работат поинаку и работодавачите предпочитаат да работат значи со хонораци или новинари кои што имаат каков било друг статус освен вработени. Од пред неколку години има се повеќе жалби пред судовите за да се преквалификува активноста, работните активности на новинарите и синдикатите ги поттикнуваат сите да се постапуваат на ваков начин. Проблемот е тоа што тоа одзема многу време, чини многу и доколку почнеме да се караме со некој весник, веќе хонорарецот нема да има повеќе работа и поради тоа ќе се вроди страв или ќе хонорарецот да отпочне ваква постапка, бидејќи хонорарците во Франција речиси представуваат 1/4 од новинарите во Франција, како што имат колега пред малку кажа, колку има повеќе нестабилност во професијата, толку помалку има слобода.